Тетовски колтук. На истите сокаци 16 години подоцна. Младите итаат по екзистенција, а во населбата единствената вреваат пензионерите што ги чуваат внучињата. Во локалното збирно место главна тема е секојдневието. Не сум гледал, како ви играли, надаля? Негде ще играе. А тоа за мештаните е исто со децении. Иако се под шара која изобилува со изворска вода, се случува населбата со денови да нема ниту капка. Непотребно е вода кај немамо, тоа е. Проблем овде со водата. Сега па годинава, да речем, добре. Во 2001-та колтук се најде во вкрстен оган. Населението одненадеж се разбуди со звуци на истрели. На дел од куќите и натаму видливи се трагите од конфликтот. Славе Јанковиќ вели, тоа се спомени за едно време од кое локалното население извлекло животна лекција. Да не биде тоа школа. Дека тоа што се случило, никош више да се не случи. Лошо беше овдека, имаше овдека пункт, овдека кај ова црквата, имаше доле на раскрстница, доле имаше пункт. Беше многу лошо, од озгора се пукаше, од овие наши, од овде пука нагоре. Не беше мирно, ние моравме да идеме на работа. Таму ќе станеш са бајле, да идеш на работа, ќе почне да пука гранате, паѓа у населено место, повредени беа двајца. И мирот е најважната работа. Славе Јанковиќ за 1 месец оди во пензија. Сопругата му починала, постарата ќерка се омажила, а тој целото внимание го посветува на помалата ќерка Славица. Годините се нижат, но трагите од тензичните денови за неговото семејство, вели, никогаш нема да се избришат. Не гледам и више ни неки војни филмови, некои тие ратни филмови, не гледам. Што ми евоцира тие некои спомени од тоа и ми ствара немир во душава, кој ќе слушам пукање, па и петарде дури кој ќе слушам. Пукање, зашто секој савале кој се тоа ќе се разбудим, обавезно, баш тога, кај 5-6 сат, тога се слушаше тоа, пам, пукање, гранате паѓа, пука од овде горе, и ми ствараше немир во душата, и сите луѓе беа фактички немири, на нервна база се разбалува. Викам, вие, викам, живите, викам, кај ќерка ми што живи. И Борка Ѓорѓевска ја мачи секој спомен на истата година. Страшно беше, страшно, што да ви кажем. Смо плачели. Свите смо плачели. Младо, старо смо. Ја многу, еве, и сега што се дешава ова, па потресена сум. Големите пра, а ми народот патимо. А зашто? За утре 2 земја само да земем. Ќе ме закопаа со 2 земја. У 2 земја метро, например. Ќе ме закопаа. Ништо со мене нема да земем. Кога ќе умрем, што ќе земем? Ништо. А тоа сака да живи. Да јаде, да пие, да се движи слободно. Полошкиот регион живееше тензично речиси цела година, но црната стануваше боја на се повеќе семејства низ цела Македонија. Животот го загубија неколку десетици цивили, 15 полицајци, армијата изгуби 43 војници, а илјадници семејства се раселија по други градови, но и надвор од државата. Некои за секогаш. За време на конфликтната 2001 во Македонија исчезнаа 19 лица. 12 од нив македонци, 6 мина албанци и 1 бугарски државјанин. Од 19 исчезнати, идентификувани се 8 лица. По другите, се уште се трага. Шеснаесет години подоцна, семејствата на киндапираните се во молк. Дел од нив во последен момент се откажаа да зборуваат пред камера. Велат дека уште ги чуваат работите на своите најблиски. Секојдневието во Љуботе некако во речиси секое македонско село. Пролетните сеидби се започнати.
Нивата се остава само за време на молитвата. И во Љуботен, како и во Колтук, населението има ист проблем – водата. Финансирање нема у Љубетен. Нема. Луѓе имат без вода, еве, со пластики носит вода. А што е, една држава не може да направи една брана, например, што кошта пола милиона нека кошта. И чекамо да се одреди влада да зема некој чекор напред, да почнеме да работиме нешто, да живееме. Ути овако не се живее, знаеш, сваки дан сиромаштија, тамо, вамо. И се знае. Скопско Љуботен остана во сеќавањата по акцијата во 2001, во која настрада и локалното население. Ремзи Мурати во 2001 го изгуби својот татко. Kajt imi ku me vllaznime kajt, imi ku këtu. Shumë bërë keq, shumë keq. Plumat non stop, plunin hava shkoj ke këtu. Hiç s'gjizëshe me dal jashtë shtëpijës, s'mundshë me dal hiç. Po, veç qiqin, për qatë s'mushta me e quë në doktorve la. E në navdiq, baba, ndorë navdiq. На местото каде што загинал Далип Мурати, денеска трчаат неговите внуци. Животот каков таков продолжил. Од нула да се изгради она што за повеќето жители на ова село значи опстанок. Punëm me tokë, do hanë bostan qata i punëm. Ta njëtën punon së mbosh mirë, a për ka keqja minherë, për 1 sekundë bënë të keqja. Do me thonë mirë, për ka mira mundona krejt, se për kër keq minherë bënë. Po a keqja minherë vinë, asë shkon 1 saat bënë të keqja. Mos e si cali bjen pishman, ama më mbaron. Случајот Љуботен се најде во Меѓународниот суд за поранешна Југославија во Хаг. Председателот од него побарал да оди таму. Тој стасал во Љуботен. За овој настан, Јохан Тарчуловски беше прогласен за виновен и осуден. 12-годишната затворска казна му беше намалена на 8 години. Додека Тарчуловски ја одлежуваше казната, во Македонското собрание се дебатираше за амнестијата, за одговорноста на ОНА во 2001 година. Случаи кои Хашкото обвинителство и ги врати на Македонија. Тогашното парламентарно мнозинство на ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ изгласа амнестија и за последните 4 предмети од 2001-та. Во тоа, од затвор од Германија, со писмо ги храбреше Тарчуловски. Премиере Груевски, покажи доблест да се затвори ова последно поглавје од 2001 година. Разговарајте за тие хашки случаи, проверете ги законите и ако има можност, решете го тоа прашање еднаш за секогаш. Запрете ги и оставете ги во историјата. Завршете ги сите трауми од минатата деценија. Патриотски пред 10 години беше да се одбрани Македонија. Денес е патриотски да се овозможи Македонија да оди напред, ослободена од бремето на минатото. Така размислува патриот. 16 години подоцна, Тарчуловски седна во собраниската клупа како дел од ВМРО-ДПМНЕ. Го прашавме дали уште размислува како во писмото за амнестијата, но тој процени дека во денешната политичка ситуација најдобро е ништо да не коментира. Молкот не беше избор за Аведин Зимбери, кој директно учествуваше во конфликтната 2001 од спротивната страна. Војната ја плати со загуба на 10 члена од своето семејство.
Внуче 14 годишна тука, жена на брата ми, заедно со бебето негово. Зимбери натаму живее во Кумановско Слупчане. Оружјето за него одамна не е опција. И мој апел Палес Македоне, седомос фамилјеве të Македонве. Largone nga mendja luftën, largone nga mendja konfliktin, sepse shqiptarët nuk janë të interesuar për konflikt, nuk janë të interesuar për ndarjen e Maqedonisë, por të vetëm janë të interesuar për një bashkëtesë, për një jetë ku mund bashkarisht të jetojmë edhe të jemi të barabartë në atë zhvillim të atij shtetit dhe asgjë më tepër. Prandaj apeloj sa më të kujdesshëm të jenë, sa më të largohen konfliktet dhe të fillojmë të dënojmë gjitha politikanët të cilët na sillin këto situata, qofshin ato shqiptar, qofshin të palës maqedone. Vetëm në këtë mënyrë këto dy popull mund të jetojnë të unifikuar në një shtet të bashkët dhe një shtet të zhvilluar. Малобројните жители на Слупчане велат дека на местоиднина добиле гробишта и музеи, кои сведочат за цената на еден воен конфликт. Поранешниот генерал-мајор на полицијата Стојанче Ангелов тежината на 2001 ја почувствува директно на себе. Јас во 2001 година имав повеќе тешки ситуации, 10 пати избегнав смрт, неколку пати останав жив во ситуација каде што не може научно да се објасни како останав жив. Бев тешко ранет во градниот кош и загубив третина од мојот десен бел дроб, ми беа искршени ребрата и пол сум со шрапнели. Бев погоден со куршум со голем калибар и последиците на оваа повреда ги чувствувам до денес. И Ангелов, како и Зимбери, порачува главите на сите да ни останат ладни. Војна на Македонија не и треба, војната носи убивање, разрушување и долгорочни штети за Република Македонија. Не сакам никогаш повеќе во Република Македонија ние да имаме нова војна. Во овој момент проблемите кои што се случуваат во Македонија се далеку од причина за нова војна во Република Македонија. 2001 е календарски далеку зад нас. Во ладовината на сенките во паркот на жената во Скопје, пред споменикот на бранителите ја направивме ова анкета. Се сеќавате ли на нечие име од жртвите во 2001 година? 2001 година, да ви кажам не. По кој повод се заборави така на брзина, не се потенцираше тоа и затоа и повеќето. И не само јас, и други не имат. Не се. Не. Имам, не можам да се сетам сега баш. Инаку што слушавме, тогаш страшно беше. Не со ништо. И да ти кажем, политика не ме интересува. За повеќето граѓани тоа се само имиња напишани на мермер. За мене тоа не се обични имиња. Тоа се мои другари. Некои од нив умреа покрај мене, некои беа тешко ранети покрај мене. Јас кога гледам на нивните имиња многу поинаку се чувствувам од другите луѓе кои што не учествувале во војната. Затоа не сакам никогаш повеќе да видам споменик на кои што ќе стоат имиња на млади луѓе кои што загинале непотребно. Нивната смрт не беше залудна, но денес имаме една сосема нова ситуација кога ние немаме никаква реална опасност и она опасност која што се појавува врз Македонија е политичка и таа може да се реши со политички средства.